Еве сме во новото издание на Телма Амбуланта, нови минути во кои што ќе се потрудиме да ве советуваме, да алармираме за важните здравствени проблеми. Знаете дека со почетокот на школската година веројатно започнуваат и проблемите кај средношколците, кај основците, па дури јас ќе споменам и кај децата од предучилишна возраст. Исто така имаме проблеми кога е РБТ-от во прашање, односно РБТ-ните искривувања. Сега велат во зависност од тоа во кој дел РБТ-от е искривен, постојат и различни видови на РБТ-ни искривувања. Ние денеска ќе се задржиме на ќе зборуваме за кифозата, за лордозата, за сколиозата како еден многу чест проблем или многу често РБТ-но искривување. На оваа тема денеска имам доктораница Хаџи Петрушева Јанакиевиќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од Аџи Бадем Систина. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро време. 4 септември, некако прв ден училишен велиме за средношколците, за основците и така натаму. Веројатно некако сме актуелни со темава, со оглед на тоа што ја споменав, започнува школската година, со тоа можеби и здравствените проблеми кога е седењето во прашање, што би прокоментирале вака воведно на оваа тема? Па, начално децата многу време поминуваат во училиште и тоа поминуваат во седечка положба и сите оние искривувања, сите оние и благи деформитети кои што во текот на летото ги занемеруваме, односно и не се толку изразени заради пливањето, заради физичката активност кај децата, сега веќе со почетокот на училишната година некако стануваат актуелни. Не дека се поврзани нешто многу меѓу себе, меѓутоа баш тоа долготрајно седење во училишните клупи е нешто што многу повеќе ги изразува тегобите. А тешките ранци? И тоа, бога ми, да, особено првачињата или ние малите дечиња кои ќе ги видиме со огромните ранци. Со ранец поголем од нив, буквално. Да, баш ги поклопуваат и апсолутно тоа се моменти кои што прво ги плашат родителите, а второ се и проблем во целиот здравствен систем, затоа што оние тегоби, односно оние деформитети што ќе се јават во раната возраст, и не дека сметаат толку многу тогаш, меѓутоа кога ќе помине оној момент на раст, адолесценција, сите тие тегоби и искривувања прават проблеми во однос на болки, неправилни положби, рани, дегенеративни промени на РБТ-ниот столб. Тоа значи, извинете, ќе ве прекинам, дека можеби во помлада возраст не доаѓаат толку многу до израз симптомите, но подоцна се страда повеќе? Но подоцна многу повеќе, да. Значи го чуваме телото за да можеме долго да го користиме. Да, многу убаво кажано. Веројатно ќе се сложите дека РБТ-ните искривувања некако се болест на модерното време, на новото време, сето ова што сега го споминавме и со големите ранци, со неправилната положба на седење во училиште, така натака. Можеме да дефинираме, односно вака убаво да кажеме што представува РБТ-от и зошто е толку многу важно тој нели да се биде во својата правилна положба. Значи, РБТ-ниот столб, самиот збор кажува, е буквално столб на нашето тело. Целата тежина, односно целото движење ни се овозможува преку статиката на РБТ-ниот столб. Начално РБТ-ниот столб има свои три кривини, ако го поделиме во три дела: вратен дел, граден дел и лумбален или дел кај кичмата. Има свои физиолошки три кривини. Тоа е едно закривување навнатре или таа физиолошка лордоза која што е во вратниот дел. Потоа кифоза која што е нормална и ја има нели во благ степен во градниот дел, во торакалниот дел, и потоа повторно иде една лордоза која што е пак во делот на кичмата, и кога ќе ја погледнеме од страна, не во чело, него од страна кој ќе го погледнеме РБТ-ниот столб, има како да сме издолжиле латинска буква S. И тие се нормални кривини кои што нели му ја даваат статиката на РБТ-ниот столб. Меѓутоа, кога ќе го погледнеме во чело, односно во амфа, стои прати една права линија. И тие кривини треба да бидат запазени, меѓутоа и таа права линија од амфас мора да биде запазена, затоа што така имаме најправилно оптеретување и најмалку тегоби во однос на РБТ-ниот столб. Девете основни искривувања кои што се јавуваат како деформитети во периодот на растот се сколиозата и кифозата.
Ја спомнавме кифозата како нормален дел, меѓутоа, кога таа е многу изразен, кога рамињата се завиени нанапред, кога буквално се гледа народот и вика како грба, тогаш зборуваме за таков кифотично држење, кифотичен став и кифотично кифла, нели, како ги викаат, где децата не седи како кифла, баш така завиенен, да, завиен торакалниот дел. И проблемот е што најнапред се јавуваат многу болки во грбот, дури и ке помалите дечиња, неправилен е ставот, а од друга страна, заради тоа што целиот торакален дел, односно целиот градиен дел е завиен, го притиска и белодробието, па се доаѓа до неправилно дишење, до неправилна вентилација на белодробието и така имаме еден цел момент на повлекување на несакани ефекти, од што? Од една обично искривување. Значи, тоа е буквално домино ефект што се по себе повлекува. Од друга страна, сколиотичното држење, што е, ајде да речем, и по-тешко и по-комплицирано и подолготрајно за третирање, се странични искривувања. Односно, рековме во чело, ако го погледнеме рбетниот столб, тој би треба да е во една права линија. Имаме странични искривувања кон лево и кон десно, кои најчесто започнуваат на торакалниот, градниот дел, меѓутоа затоа, и тоа да речеме примарната кривина. Меѓутоа, кога рбетниот столб сака да си ја фати повторно својата статика, он прави друга компензаторна кривина на спротивната страна и затоа кога ќе се направи она панорамска снимка, односно снимка на целиот рбетен столб, се забележува како кривудав пат да е рбетниот столб. Тие се веќе сколиотични искривувања кои што се на кои што треба многу посериозно да им се пристапи. Сколиозата е можеби најчестото рбетно искривување? Да. Најчестото рбетно искривување кај децата, кој што почнува во детската возраст, па понатаму нели ако не се третира правилно. Да, апсолутно. Темата која што веќе е испишана на екраните, рбетни искривувања кај деца и кај возрастни, ќе побарам од режија да го пуштат и телефонскиот број, добро познатиот префикс 02, доколку сте надвор од Скопје, 307677. Јас и доктор Аница ве очекуваме со вашите прашања. Дали можеби границата за појава на овие рбетни искривувања е поместена со оглед на тоа што нели се воведе на деветолетка, па децата некако и порано тргнуваат на училиште, ги споменавме големите ранци и така натаму, седењето повеќе часови во текот на денот на столче, во неправилна најчесто положба и така натака, што би кажале во однос на тоа? Да, границата се симнува. Иако сколиотичното и кифотичното искривување били искривувања кои што најнапред се јавувале во периодот на интензивен раст, значи некаде 9-10 годишна возраст, па до 6-17 годишна возраст кај децата, веќе наоѓаме се поран степен на искривување, односно порана возраст на искривување на рбетниот столб. Не можеме секогаш да го окарактеризираме дека тоа е анатомско искривување. Се започнува како лошо држење на телото, затоа што од една страна рбетниот столб е столбот, меѓутоа мускулатурата е таа која што ни помага за да се добие една убава форма на трупот. Лошото држење во суштина започнува како слабост на грбната мускулатура, доволно неактивност, како навика за седење со едното раменце поспуштено на детето, како навика за седење лошо, односно она полулежачка состојба на масата. Така да започнуваат како лошо држење на телото, да веќе кога ќе почне оној интензивен раст, имаме и структурно пореметување на коскениот дел. Што значи најпаметно е ако се види дека се почнува со на лошо држење, уште тогаш да реагираат родителите за да се избегне структурното... Да се превенира, апсолутно, за да не веде до последици во подостижната возраст. Имаме гледачи, па да ги поздравиме. Добро утро! Добро утро, дали се слушаме? Ало? Повелете, ве слушаме. Добро утро, поздрав до водителката и до гостинката. Поздрав. Јас сум жена на возраст од 65 години. Така. Имам искривување на кичбата, а воедно тоа искривување од кичбата ми ствара болови понекогаш и во колкови и во колената најмногу.
колената ми се, значи, не можам да се движам нормално по скали, по пат. Има денови кога може, али во главном не. Што ми препорачува? Сум била на терапии, во бањи не сум била, а на терапии сум била можда 5-6 пати, али не гледам некој поместување, некое подобрување, боловите се тука. Ви благодарам многу, ќе одговориме на вашето прашање. Предлагам уште еден гледач за да не чека на линија, па ќе одговориме на двете прашања последователно. Ако сте се уште на линија, добар ден. Ало, добро утро. Добро утро, убав ден, повелете. Поздрав до водителката и до гостинката. Поздрав. И едно прашање имаме до докторката. Јуваме се откочени, ваша редовна гледачка Славица, и да прашаме. Пред 3 месеца седов на едно ниско столче, 2,5 сата, и кога станав до днеска 3 месеца јас не можам да одам, коленото ме боле. Сликаваме пред една недела и сега ако може да прочитам резултата да го слушне докторката. Пише ротација на работниските тела од ЛС. Рабето оди во прилог на сколизосис, доколку можам да прочитам, вертикало ЛС. Сега, може ли од кичмата да ме боле коленото и да каже докторката, сега закажаме на ортопед у понеделник, дали да тражам помагало, дали на бања, дали на физиотерапија, што може да ме препоручи, дали може од кичма да не понеме боле кичмата отколку коленото. Имам 67 години, а сум тешко 80 кила. Ако има нешто прашање, ќе бидам на линија да му одговоря. Се разбира, секако ќе добиете одговори. Останете заедно со нас. Доктораница, за првата гледачка, во принцип слични се двете состојби, исто болки во колена? Болки во колена и тегоби со искривување на работниот столб, меѓутоа кај овие искривувања ние можеме да кажеме дека тие се сега примарни и оние што ги зборувавме до сега кај детските деформитети. Да, можда нешто постоело од детската возраст, па не било снимано и не било докажано, меѓутоа кај повозрастните веќе можеме да сметаме и за дегенеративни држење на телото, дегенеративни промени на работниот столб, кои што доведуваат до одредени искривувања, односно пореметување во статиката на работниот столб. Поврзаноста помеѓу тегобите со колената работниот столб секогаш многу често знае да биде и поврзана, меѓутоа да биде изолирана, ама сето тоа да е во склоп на оние дегенеративни промени на зглобовите во целото тело. Тоа е како еден затворен круг понекогаш, заради тоа што почнуваат како слаби болки во кичмата, слаба инервација, заради болките послабо се движат пациентите, луѓето, и при тоа слабе е целата надколена мускулатура. Па моментот кога ќе сака да активира, значи се штедел организмот заради тегобите со работниот столб, и кога ќе сака да се активира организмот заради слабата мускулатура на надколениот дел, целата тежина кога ќе застане паѓа на самите колена. И тогаш тие дегенеративни промени на колената се интензивираат многу повеќе, доаѓаат до израз. И заради тоа велиме дека тоа е како еден затворен круг. Кај првата господја има, нели, напомена тегоби со колената, меѓутоа имала и тегоби со работниот столб. Значи, основно е, сега не знам колку има направено исследувања, основно е да се направат исследувања во однос на оние снимки за да се одреди колкав е степенот на дегенеративните промени на колената, колкав е степенот на дегенеративните промени на работниот столб. Колкав да се направи еден клинички преглед во кој што ќе се одреди дали тегобите потекнуваат заради слабата инервација, односно тегобите со инервацијата од страна на работниот столб, или тегобите се начално заради дегенеративните промени на колената. Потребно да била неколку пати на физикална, меѓутоа тоа не значи дека секогаш ќе ни го реши проблемот. Мора да се најде, нели, потеклото кој е примарен, а кој е секундарен проблем, па потоа да се превземат мерки. Но во секој случај не се препорачува секогаш, да кажам, оперативен зафат, се пробува со останатите методи. Конзервативни методи, значи не велиме дека секогаш се оди кон оперативен зафат, меѓутоа најнапред секогаш се исцрпуваат сите конзервативни методи од медикаменти, од суплементи,
од бањски лекувалишта, па потоа ако нели тоа не вроди со плод, тогаш се оди кон. Апсолутно. Во однос на втората гледачка која што спомена за ротација на рбетот од S во L, LS рбет, тоа е лумбосакралниот дел, односно кичмата. Овие ротацијски промени, пак ја напоменам, може да се нешто што го влече од младоста, може нешто што настанало како напредено искривување заради изразени дегенеративни промени. Така да, кои што се и нормални веројатно. Па да, нормални се на таа возраст. На таа возраст и повторно нели доаѓаме во тој момент да се поврзува со долгото седење на ниско столче или како напомена, да. Меѓутоа тоа е само тригер фактор, само иницијална каписла за да се појават теговите. Така. Имаме гледачи. Така ми вилат од Рижија, па ако е следниот на линија да го поздравиме. Добро утро. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Поздрав до водителката Поздрав. И за докторката и едно прашање имам. Колено, колку ми е за операција, раскавицата ми е потрошена. Сега ми предложија да пијам колаген. Добро. Да. Дали е корисно тоа, дали може и дали е успешно? Благодарам, пријатно. Пријатно. Кога веќе е предложен од страна на ортопед моментот за промена односно поставување на ендопротеза на зглобот на колкот, примањето на суплементите ниту ќе го ублажи, ниту ќе го одложи моментот на оперативниот зафат. Кога веќе е дојдено до тој степен да апсолутно се толку изразени промените на зглобот и е потребно да се врши оперативен зафат, најпаметно е да не се чека за да се дооштетува зглобот, туку веднаш да се прииде нели да се реагира. Сите останати суплементи, колагени, хондроитини, глукозамини, не можам да кажам дека ќе направат некакво чудо, да нема да ја влошат состојбата, меѓутоа во овој тип на состојби, на напреднати артрозни состојби, апсолутно нема да го решат проблемот и да го одложат оперативниот зафат. Така, се надам дека гледачката е задоволна. Ве покануваме вас останатите кои што ова утро сте на фреквенцијата на Телма и ја следите новата Телма амбуланта. Ако имате некое конкретно прашање на денешната тема, зборуваме за рбетните искривувања кај децата и кај возрастните со доктор Аница Хаџипетрушева Јанакиевиќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Аџи Бадем Систина. Ве очекуваме да се вклучите. Никако ни се јавија 3 жени. Од она што јас успеав да се информирам во однос на оваа денешна тема е дека некако женската популација е малку позагрозена и дека сколиозата многу повеќе се појавува кај жените отколку кај мажите. Има некоја таква поделба кои рбетни искривувања се кај едните, кои кај другите и зошто некако жените повеќе порано да, веќе не. Порано било заради тоа што апсолутно мажите биле многу пофизички активни и јачината на мускулатурата била многу поголема, подцврста и заради тоа степенот на тегоби со рбетниот столб кај жените биле поизразени. Особено нели менувањето на телесна тежина во периоди на бременост и па тоа порано било нели и многу повеќе во текот на животот, така да сите тие промени доведувале да и промените со рбетниот столб се поинтензивни кај жените. Меѓутоа во денешно време нема некоја таква статистика дека особено уште од детската возраст искривувањата на рбетниот столб се поизразени кај женските или кај машките. Начално подеднакво или се физички неактивни или лошо седат, така да. Или едното или другото, да. Средина нема. Во еден ваш текст велите дека ранецот на децата да не зафаќа повеќе од 2/3 од грбот. Од грбот. Ќе се навратам повторно на децата и школската возраст со оглед на тоа што најголем процент на тие деформитети всушност се појавуваат токму во тој период. Веројатно тоа е некој ризичен, критичен период од животот. Тоа е интензивниот раст на детето. Така. Што би советувале во однос на наставниците, професорите, родителите, како едните да се однесуваат, како родителите по дома да се однесуваат, а како наставниците во училиште, се со цел нели да имаме здраво дете? Здраво дете.
Кога сме веќе кај тежината на ранците, да, сите сакаат да имаат големи или мали ранци, да имаат, не знам, модерни ранци, меѓутоа, самиот ранец начелно не треба да биде тежок кога е празен. Потоа, треба да биде со прегради за правилно да се полни, односно книгите што се потешки од поблиску до грбот, а оние кои што се полесни одат нели во понапред, подалечните прегради. Треба да е 2/3 од грбот, односно крајот на ранецот да завршува со грбчето на детето и не треба да е потежок од 10 до 15% од телесната тежина на детето. Затоа е најпаметно, нели, се колку и училишните можности се во сето тоа, да книгите, особено на маличките деца, оние што се достануваат во училиште. Така да они можат еднаш во неделата или родителки им помогне да го однесат, и најде функционираат така, затоа што така е најубаво и за детенцето, меѓутоа и најлесно за него, а и оптеретувањето е најмало. Покрај тоа, особено внимание треба да се обрнува и во домашни услови, и во училиште на моментот на седење. Значи, колку време седи детето, како седи, и колку време потоа е физички активно. Значи, потребно е на отприлика секој час, училишен час од 45 минути, малите дечиња да имаат физичка активност, односно одмор од 10 минути помеѓу часовите, кои што нема да се заснуваат на седење во училна и не правење ништо, него ќе бидат буквално надвор да ги однесат, да се размрдаат, да се раздвижат. На секој 4 училишни часа треба да имаат по еден училишен час физичка активност. Значи, и тоа е нешто кое што треба да биде со одреден распоред за да имаме правилна активација цело време на физичката активност уствари кај детето. Земајќи го во предвид кога се во целодневна настава 7 до 8 часа, имањето на 1 час или половина час здравствено физичко воспитание е премалку. Малку е, да. Во однос на таа физичка. Треба многу почесто. Имаме двајца гледачи кои што не чекаат. Добро утро. Ало? Повелете, ве слушаме. Добро утро. Би сакала да прашам конкретно за дечко веќе 17 годишен. Добро. Он на своја 12-13 година носеше корсет пластичен, носеше година и нешто, меѓутоа резултат немаше никаков. Го носеше, да не речам, 24 часа. А каква е диагнозата? Диагнозата моментално не би можела да ви ја кажам. Он извиси многу, 1,80 м. Не многу, меѓутоа се приметува рабетот. После корсетот, кога отидовме на контрола, ни кажа дека тоа џабе го носел, дека и не знам кој ни го препорачал. И зошто воопшто. После тоа носеше, можеби година дена од тие појасите што се за рабет. Правеше некои вежби, меѓутоа можеби и не доволно, што не ги препише ортопедот. И сега, што би ни препорачале на 17 полни години и како натака да продолжиме. Значи, висок е многу, извиси, не знам. Така, ви благодарам, ти добиете одговор. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, претходната гледачка е прескача, ви се јавив за мојата кичма, да прашам докторката, дали им посоодветно да идам на некоја бања или на физиотерапија за моја проблем, друго ништо. Имате убав ден, поздрав, убаво изгледате и двете, многу убав комплимент. Благодариме, поздрав. Сега јас не знам конкретно каков беше проблемот. Бањските лекувалишта се убави во аспект кај повозрасните заради тоа што поминувањето на времето во вода, движењето во водата ја зајакнува колку толку ја активира мускулатурата и со самото тоа, значи не само што е минерална водата, него и со самата активација се подобрува самата состојба на пациентот. И заради тоа кај и кај младите, да бидеме искрени, меѓутоа кај повозрасните оние бањски лекувалишта делуваат многу поволно. Бидејќи е нели тешко да се комбинира, кај повозрасните одиме со 2 пати годишно од прилика да се посетува физикална, може еднаш годишно да посетува физикална и еднаш годишно физикалните терапии да ги комбинира и со бањско лекување. Така. Во однос на првата госпоѓа која што праша за 17 годишното момче и носењето на корсет.
Носењето на корсет, нели, секој лекар сам си одредува и односно и има некои начала од која кривина на аглите при сколиотичното држање се поставува корсет. Меѓутоа треба да знаат воопшто и родителите и децата дека носењето на корсетот не значи исправување на кичмата. Носењето на корсетот може да помогне неколку степени да се намали тој агол. Меѓутоа дека ќе се врати во комплетна нормална арбетниот столб, тоа не може да се направи. Основата на носењето на корсетот е да не прогредираат проблемите. Секогаш носењето... Значи не е залудно, како што некој доктор им кажал. Да. Не е залудно, апсолутно, затоа што не знаеме, ако не го носел корсетот во тој интензивен период на раст, колку би било тоа искривување. Потоа, мора да се напомене дека лекувањето, односно третирањето на деформитетите кај децата е тимска работа. И секогаш мора да се постави договор помеѓу детето, пациент, лекарот и родителите. Ако еден од овој триес ја избегнува, односно не соработува, тогаш дефинитивно лекувањето ви е пропаднато. Мора да соработуваат и родителите, мора да соработуваат и да соработува и детето, меѓутоа мора и самиот лекар да изнаоѓа модуси како да го заинтересира детето да прави вежби. Значи само носењето на корсет не е ефикасно. Секогаш тоа се комбинира затоа што тоа е пасивно држење на арбетниот столб во една положба. Секогаш тоа мора да се комбинира со вежби, ама не вежби кои што ќе траат 2 пати неделно 10 минути. Тоа е се, значи не во тој интензивен, затоа што зборуваме за проблем, реален здравствен проблем. Во тој период треба буквално вежбањето да биде секојдневно. Дали тоа ќе биде само медицински вежби кои што начално на децата им се досадни, па тоа ќе го комбинираат и баш за тоа велам, треба докторот да изнајде модус. Дали тоа ќе биде комбинација на медицински вежби со пливање и со некоја друга друштвена спортска активност, односно точно 5 до 6 дена во неделата детето да биде физички активно, да има соодветни вежби кои што ќе коригираат кои ќе коригираат држењето и искривувањето, меѓутоа тоа да не му биде досадно на детето. Затоа напомена госпогата, треба вежба, ама не знам дали доволно. Нема тоа доволно или недоволно. Тоа се 6 до 7 дена активни вежби по отприлика 1 час. Пак ќе напоменам. Ако сакаме резултати. Ако сакаме резултати, да. Значи самото тоа што ќе ставиме појас, корсет или било што не го решава проблемот. Комбинирањето на помагало со вежби или само вежби, пак ќе кажам, строго држење до принципите, тогаш може да помогнат и да дадат резултати во однос на искривувањето. А после колку период можеме да ги очекуваме првичните резултати, ако се почитуваат сите совети од медицинските лица, родителите исто така се држат до своето, пациентите работат? Контролите, зависно од искривувањата, се вршат на отприлика 6 месеци, меѓутоа онака да видиме видлив резултат и во однос и во периодот на растот, и во однос на зајакнување на мускулна сила, и во однос на држење на грбот кај детето, е отприлика година дена со таква активна работа. Така. Која е можеби процедурата, какви се испитувања треба да се направат и како да реагираат родителите ако приметат или воочат одредени симптоми кои што укажуваат на некое рбетно искривување, за да дојдат на лекар, да посетат медицинско лице и потоа какви се испитувања треба за да се дојде до некоја точна дијагноза? Најнапред, искривувањата најчесто се приметуваат на оние скрининг систематски прегледи во училиштата. Меѓутоа, тие се вршат на неколку години, така да па и не можеме да се ослониме само на нив. Така, најчесто да и родителите во оној период кога е поинтензивниот раст 9, 10, 11 годишна возраст, сами ги приметуваат децата, ги приметуваат дека се прилично згрбавени, дека
не седат убаво, дека кога ќе застанат едното раменце им е поспуштено поставено, дека се повеќе едната рака, односно едната лопатка на грбот е поодвоена од самиот рбетен столб, дека оние кривини што се во половината се асиметрични и тогаш го носат на ортопед или физијатар, каде што нели повторно се прават одредени испитувања, клинички испитувања и се одредува да има или нема сколиотично држење, меѓутоа за да ја потврдиме дијагнозата си, когаш се прави панорамска снимка на рбетниот столб, односно тоа е целосна снимка на рбетниот столб, не по сегменти, и тогаш може да се увидат и аглите, тоа се прави и во амфас и во профил, сите промени и се мерат, се нарекуваат така кобови агли, односно тој кобов агол ни го дава начинот на понатамошно лекување. До одреден степен се оди само со вежби, над одреден степен се оди со еластични појаси и вежби, поголем степен од кобовиот агол се оди со носење на пластичен, специјално направени пластични корсети, пошто тие се прават индивидуално за секој дете, да, или пак апсолутно веднаш се упатува на хируршко лекување. Кога е неопходно хируршкото лекување? Зависно од тој кобов агол и кога ќе се појави сколиотичното искривување кај детето. Воколку тоа почне да се појавува уште во младата детска возраст и аглите се навистина големи, тоа се дупли агли, најчесто дупли кривини, тогаш се препорачува, ако е аголот над 37-40 степени, се препорачува хируршко лекување. По оперативниот зафат, а можно е да дојде повторно до промени во рбетот, односно искривување ако пациентот не се придржува, не седи правилно, мала слаба физичка активност и така натака? Хируршките зафати во однос на решавање на сколиотичните искривувања се навистина исцрпни и тешки заради тоа што затоа нели треба и травматолозите и ортопедите да се изборуваат повеќе, меѓутоа тоа се периоди каде што следат како расте детето, повеќе операции, па и напорни вежби, па носење и то во тој случај понекогаш на корсети, така да целиот тој момент е прилично исцрпен и за самото дете и травматичен и за самото семејство. Во принцип, терапијата која што се препорачува, претпоставам дека е комбинирана. Значи, секогаш имаме нели вежби, тука е физикалната терапија, носењето корсет, значи нема никаков проблем да се комбинираат сите тие работи, напротив, може само да има позитивен резултат. Споменавме дека корсетите се ефикасни, но не може да очекуваме, како што спомена една од претходните гледачки, целосно излекување. Не можеме да очекуваме дека после носењето на корсетот ќе направиме снимка и рбетниот столб ќе биде комплетно прав. Основата на корсетите е да коригира, меѓутоа и да не допринесе до поголемо искривување. Да. Имаме гледач, предлагам да го вклучиме. Добар ден, добро утро. Добар ден. Убав ден, повелете. Сакам да ве поздравам вас и најдобрата докторка. Поздрав. Затоа што е една позната докторка што стварно многу ни помага. Сакам само да ја прашам дали јас имам дискохернија. Сум била кај неја за совети, за помош свакај час. Него сакам да прашам, сега немам болка. Дали треба да продолжам со терапии, да одам на тие терапии во амбуланта? Толку е моето прашање и благодарам многу унапред. Благодарам, пријатно. Воколку пациентите се придржуваат, значи и кај возрастните, има соодветна физичка активност, е променет начинот на живот и тие тегоби ги нема, односно ја нема на хронична болка, ја нема на слабост, затоа што напомена дискус хернија, па ја нема на хронична слабост на нозете, го нема на отежнато движење, туку пациентката е соодветно физички активна, може да ги извршува сите своји обврски, тогаш се додека не постојат барем минимален знак на тегоби, нема потреба од повторување на физикалните
процедури, односно на терапиите. Воколку почне да ги чувствува она слабост и непријатност, тогаш треба да се јави на лекар. Не секогаш значи дека мора се да заврши со физикална. Обично пациентите кои што баш се придржуваат на оние совети за активност и за ергономски совети за начин на живење, многу повечесто го прорачуваат периодот на доаѓање на физикална, што и начално е дека да, треба да им го подобриме квалитетот на животот на луѓето, а не да ги врзуваме за медицинските установи. Имаме уште некои десетина минути до крајот на ова денешно издание на Тилма амбуланта. Денеска имаме актуелна тема, зборуваме за работните искривувања кај децата и кај возрастните. Многумина ги нарекуваат болести на новото модерно време со оглед на тоа што и уште во рана детска возраст имаме неправилно држање на самиот рбет, подоцна доаѓаат некако до израз проблемите како резултат на тоа неправилно држање на телото. Како и да е, важно е да се превенира и важно е да се преземат соодветните мерки кои што ги препорачуваат секогаш медицинските лица. 307677 е телефонскиот број на кој што ве очекувам, ама велат од режија дека имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден и среќен ден. Убав ден и за вас. Повелете. Имам 64 години. Имам проблем со спондилоза дископатија, 6 и 7 пршлен. Колената ми откажуваат, имам тежина, накачена тежина, што не можам многу да се движам. Слабо сум активна. Имам многу вртоглавица и зуење во ушите. Па дали е тоа нешто последица од спондилозата од дископатија и ми рекоа дека имам малку како теснување на крвни садови. Сликав глава на компјутер, така ми рекоа. Имам правено ПАЕП, имам се испитано, ама немам рамнотежа и немам стабилност да одам и многу пучење во ушите и повеќе седам. Ми е страв да не паднам кога ќе излезам, не ме држат нозете. Така, ви благодарам многу. Ке добиете одговор. Ајде уште еден гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете. Интересира, имам 14 годишно дете кој има топнатина на градниот кош од левата страна. Па дали може нешто повеќе докторката во врска со да каже? Секако. Ви благодарам, останете на Тилма да го слушнете одговорот. Можеме за првата госпоѓа? За првата госпоѓа напомена нешто зуење, дискус хернија, зуење во ушите, вртоглавици, спондилозни промени, да, губење на рамнотежа, слаба физичка активност, влегува во затворен круг. Не може да се движи заради тоа што ја губи рамнотежата тоа што има вртоглавици, од друга страна заради тежината се напреднуваат проблемите со рбетниот столб. Да, понекогаш знае интензивните, односно изразените спондилоартрозни промени на вратниот дел од рбетниот столб да предизвикаат непријатности од типот на нестабилност, благи вртоглавици, несигурност при одење, благо здоење на ушите. Меѓутоа секогаш тука се комбинираат заедно со овие тегоби, мора да се испитаат и да се со оториноларинголог, односно да се проверат проблемите и со делот на средното уво, па да се третира и тој дел, да се третираат и промените спондилозни на вратот, за да се има на крај некаков резултат кој што ќе го олесни движењето на пациентката. За втората госпоѓа со 14 годишното дете? 14 годишно девојче со вдлабнати гради. Тоа е обично вроден деформитет кој што ке помалите деца не се приметува, меѓутоа како расте детето, до израз и особено кога ја зборуваме за девојче е непријатно во однос на изгледот. Требало уште многу порано да се почне со третманот и тоа се започнува повторно со вежби, има специјални вежби за дишење кои што прават експанзија на градниот кош и сето дека е во периодот на растот и тој дел не е окоскен, овозможува да се намали деформитетот и за потоа како па ќе продолжи да расте, се повеќе се губи деформитетот. Не дека е доцна, меѓутоа да треба да почнат и со вежби за дишење и да се направи снимка да се види колкав е степенот на таа вдлабнатина, дали само вежби, интензивните вежби
вежби ќе помогнат во корекција на деформитетот или повторно тука ќе треба да се изврши и хируршки третман. Да, велите малку требале можеби и порано да започнат. Кај тие вродени деформитети, кога е вистинското време родителите да си ги однесат своите деца? Кај вродените деформитети почнува уште веднаш том ќе почне детето да соработува 3-4 годишна возраст, понекогаш дури и многу порано самото раѓање, заради тоа што мора да се активира, се изнаоѓаат начини, али да се едуцираат родителите како да работат со детето, дали се носи во одредени установи, меѓутоа да се почне со позиционирање и со соодветна активност уште од самото раѓање. Кај еве во конкретниот случај можда и да не било толку приметливо, меѓутоа некаде ке 7-8 годишна возраст веќе се приметливи тие вдлабнати гради или испакнати гради, односно тие деформитети во однос на градниот кош, и тука веднаш треба да се побара. Значи не можеме да чекаме дека проблемот сам ќе исчезне. Така. Само да видам дали имам уште некој гледач на линија. Да, добар ден. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Поздрав. Се вклучив, ме интересира докторката каде може да се најде, каде работи. Така, ќе ви кажеме некое друго прашање? Не толку, затоа што сакам да се сретнам со неа. Добро. Јас веќе неколку пати споменав, ете за сите вас кои што малку подоцна се вклучувате во денешното издание, зборуваме за работните искривувања кај децата и кај возрастните со доктор Аница Хаџи Петрушева Јанакиевич, инаку специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Аџи Бадем, Систина. Вие споменавте дека препорачувате да се вежба во домашни услови. Па можеме да кажеме еве како да си го стартуваме денот или како да го заокружиме денот. Препорачувате утрински вежби? Да, утринските вежби и за деца и за возрастни утринските вежби се најефикасни, кои што наутро, затоа што и немаме многу време. се буди телото, се буди одморена е мускулатурата и тогаш сите истегнувања, сите навикнувања дека треба во текот на денот правилно да работи, започнуваат уште тогаш. Наутро дефинитивно вежбите за дишење, односно за убаво да го оксигенираме целото тело, и вежбите за истегнување на грбот, вратниот, торакалниот и лумбалниот дел. Ајде да речем вежби кои што ќе завземат некои 10-15 минути од нашето утро, кои што нели сакаме да ги поминеме во спиење, меѓутоа многу помагаат при тоа да правилно се активира мускулатурата и веднаш кога ќе застанеме потоа на нозе, да не чувствуваме дека леле треба да се разодам, него едноставно телото е будно и се навикнува на новата состојба и се почнува многу поактивно. Буквално се буди телото, како што кажавме, а и добар совет е за сите, може родителите со децата заедно да вежбаат 15 на минути, не е многу од времето. Ајде уште еден гледач и ќе го заокружиме ова денешно издание. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Повелете. Јас сакам директно на темата за веќе сте во програма, ве слушаме. Па еве сега таму не ме уклучува да на телевизијата. Господја, веќе сте во програма, јас и доктор Аница го очекуваме вашето прашање. Добро, вака. Ја не знам дали ќе се вклопам во вашата тема, ама вака, имам 70 години. Добро. И последниве неколку, да речеме, на година, може 2, ма сега уште повеќе, кога ќе клекнам, не можам да станам. Мускулите не ми даваат да станам, не можам да... Каде треба да се обратам, што е тоа? А матичниот доктор ми даде, пијам и уште магнезиум. Недостаток да не имам, магнезиум пијам. Добро. И сега каде треба ли да се обратам, што е? Зошто тоа така, и од старост ли е или од болест нешто? Ајде, ќе добиете образложение. Ви благодарам многу за тоа што се вклучивте денеска. Останете на Телма. Се навраќаме пак на дегенеративните промени. На нешто што е нормално во тој период. Во тој период, меѓутоа сепак не смееме да ги осудиме и возрастните лица дека не може да функционираат. Јас мислам дека не треба да се исфрли она старост во прашање.
Значи треба да им овозможиме и нив колку можат повеќе да бидат функционални и активни во рамките на своите можности. Моментот дека да, стар си, пи нешто, додатоци и тоа е тоа, не го почитувам, заради тоа што пак го сметам моментот на квалитетен живот и кај возрастните. Да, треба да се направи исследување, затоа што моментот кога ќе клекне не може да стане. Дали е тоа слабост на мускулатурата заради тегоби со ребетниот столб, дали е тоа заради тегоби со атрофија масовна на мускулатурата, дали е заради тегоби со колината, мора да се направат исследувања и снимки и полека да се, не може да се излечи, меѓутоа да се реши основниот проблем до некаде за да се олесни функционирањето. Така и за колку толку да имаат подобар квалитет на живот. На животот. Ајде, моето прашање ќе биде и последно. Во однос на генетската предиспозиција или наследноста на ребетните искривувања, се наследни или едноставно го наследуваме моментот дека можеби ќе имаме некоја ребетно искривување, но тука сме да преземаме навреме соодветни мерки да превенираме? Генетскиот фактор постои, меѓутоа тој не е основен. Кога зборуваме за стекнати искривувања, ако е вродена аномалија, тоа е веќе друго. Меѓутоа, во однос на стекнатите искривувања во периодот на раст на ребетниот столб, има генетски фактор, меѓутоа тој, ако апсолутно имаме соодветен правилен развој на детето во однос на спортска активност, во однос на правилно седење, во однос на умерена телесна тежина, затоа што и тоа е битно, тогаш оној генетски фактор ќе биде елиминиран, дека ќе ни значи нешто многу во однос на деформитетите. Мал е неговиот процент кој што ќе ни укаже на тоа дека од тоа само зависи дали ќе се има сколиоза, кифоза или нема да е некакво искривување. Да. Благодарам многу, одличен разговор имавме, корисен особено за оние кои што имаат првачиња и се плашат како нивните дечиња ќе се снајдат во училишните клупи. Се надевам дека овие совети ќе се стигнат на вистинското место и дека ќе имаме се помал процент на ребетни искривувања. Ми беше задоволство што денес се дружевме во Телма амбуланта. Се надевам дека вие ќе ги послушате денешните совети од доктор Аница Хаджи Петрушева Јанакиевич, инаку специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Аџи Бадем Систина и оној момент со утринското вежбање, родителите и децата заедно да го прават тоа, се надевам дека ќе го примените. Ви благодарам за вниманието, останете на оваа фреквенција.